Архиерейските тронови постоеле уште во рано христијанскиот период. Служеле за архиереите епископи, митрополити или патриарси.
на кои тие седеле или стоеле за време на богослужбата во православните цркви, кога тие самите не учествувале во литургијата. Троновите биле поставувани во средниот дел на црквите, обично допрени до јужниот столб, со лице спрема олтарот. Уште во раните периоди на христијанството, па се до денес, било тенденција троновите да бидат што побогато украсени. Мотивите застапени на троновите за нивна декорација биле позајмувани од Ориентот, Месопотамија, Персија и Арабија, каков што бил примерот и со мотивите на персиските килими. Па од тука и украсата на архиерејските тронови е од персиско влијание. За украса на троновите се употребувале седев, бисери од школки, слонова коска, коски од коњи, желки, од ореово дрво и друго. Од нив се правеле ромбоидни и други видови геометриски форми и како плочки се вметнувале во дрвото, од кое што биле изработувани троновите, со што ја запазувале рамната површина. На тој начин троновите биле богато окрасувани и личеле на мозаик. Кај нас во Македонија, изработката на архиерејските тронови и други предмети, изработувани во инкрустација како што се певници, целиванија, пултови за литургиски потреби, односно при читањето на Евангелието и слично, се одвивала во временскиот период од 16 до 18 век. Орнаментиката на овие предмети главно била изработувана во форма на геометриски плочки, направени од коска, школки и слично. А подоцна во 18 и во 19 век, истите се изведувале и се украсувале со гранки, лисја и со цветови. Сега се поставува прашањето, од каде и како дошло влијанието за украсата на архиерејските тронови кај нас и пошироко на овие балкански простори. Без друго влијанието е попримено од неколку правци. Најпрвин тоа дошло од северните области на Африка, односно од Арапскиот Ориент, пробивајќи се најпрвин на Балканскиот, Апенинскиот и Иберискиот, Пиринејскиот полуостров, а оттаму и кај нас. Исто така било присутно и влијанието од Дубровник, кој претходно го попримил од Ориентот. Се одразило и кај нас преку врските на Дубровник со Скопје во 16 век. Украсата на архиерејските тронови во инкрустација најголем подем добила во 16 век, не изостанувајќи во поглед на техниката, како оние од италијанските и шпанските работилници. Главни центри за изработка на архиерејски тронови и други предмети во инкрустација биле светогорските манастири и некои подрачја на јужните делови на Балканскиот полуостров. Иако под тешки материјални и политички услови во времето на османлиското владење, изработката на архиерејските тронови и на други уметнички предмети, изработувани во ореово дрво и украсувани во инкрустација, а подоцна и во копаница, не изостанала. Ентериерот на нашите цркви и манастири бил обилно исполнуван со споменатите вредности. Само неколку примери од тоа творештво го отсликуваат уметничкиот дострел на нашите средновековни мајстори, чии дела се вбројуваат во богатата ризница на нашата културна историја. Архиерејскиот трон од манастирот Свети Прохор Пчински спаѓа во редот од постарите зачувани архиерејски тронови. Изработен е во ореово дрво, а украсен во инкрустација, копаница
и токарени вити колонки. Сличен е на архиерейскиот трон во манастирот Свети Архангел, кај селото Кучевиште, Скопско. А исто така и на оној трон во црквата Света Богородица Перивлепта, денешен Свети Климент во Охрид, наречен Прохоров трон. Како потврда на горното е и констатацијата на истражувачите, дека сличноста на стилот, композицијата и мотивите на овој трон говорат за старата македонска резбарска уметност. Континуитетот најдобро го гледаме на тронот во манастирот Свети Архангел кај Кучевиште. Како да е со бисери накитен, каква убавина, какво умење на уметникот од 16 век. Бисер до бисер наредени. Мајсторот Стојко и тој од Кучевиште богато ги украсил архиерейските тронови со звезди и ромбови, наменети исклучиво за манастирите Свети Прохор Пчински и Свети Архангел. По својата архитектоника и декорација, во науката се нагласува дека овие тронови имаат извонредно значење за историографијата на уметничкото творештво во дрво кај јужните Словени. И не само тоа, туку и фактот што мајсторот Стојко го запишал своето име, местото од каде потекнува и годината на изработката на тронот. Сличен на овие два трона е архиерейскиот трон во Света Богородица Пречиста Кичевска, изработен во 16 век од непознат копаничар. Овој трон, како и царските двери кои се изработени во плитка резба, му припаѓале на некогашниот Крнински манастир, кој се наоѓал во непосредна близина на сегашната манастирска црква во некогашното село Крнино. Тронот припаѓа на творештвото на македонската резбарска сакрална уметност, во чиј дух се изработени двете врати од манастирот Слепче, вратата од Трескавец, дверите од овој манастир и многу други. Декорацијата на архиерейскиот трон во Пречиста е изведена во плитка резба, и тоа фронтално и странично. Челната страна на седиштето наслонот е во триаголна форма со 3 централни круга. Внатре во круговите е представена Давидовата звезда и друга стилизирана геометриска орнаментика. Лево и десно од овие 3 круга, внатре има стилизирани мотиви на лисја. Крајните кругови се поврзани со плетеница, со што е формиран тимпанон на наслонот од седиштето. Тронот е украсен со плетеница и елипсовидни мотиви и на неговата лева и десна страна. Иако вакви тронови ги има на балканските простори, овој трон е единствен зачуван од таков вид кај нас во Македонија. Во времето на Прохоровото архиерејство во Охрид, за црквата Света Богородица Перивлепта, Свети Климент, е изработен неговиот трон во 1540 година. Ова е време кога во Охрид се одвивал процес на средување на приликите по претворањето на Света Софија и на црквата на Климентовиот манастир Свети Пантелеимон
во џамии. Архиепископот Прохор го нарачал архиерејскиот трон за црквата Света Богородица Перивлепта, затоа што црквата Света Софија, уште во втората половина на 15-тиот век, веќе не била во христијанска употреба, а манастирот Свети Пантелеймон бил урнат кон крајот на 15-тиот век. За овој архиерејски трон интерес пројавил и рускиот патеписец архимандрит Антонин, кој во 1865 година запишал дека го посетил Охрид и го прочитал записот на тронот. Но погрешно. Подоцна повеќе учени ќе утврдат дека тронот е изработен, како што рековме, во 1540 година. Покрај сигнатурите Исус Христос и зборот Ника се испишани имињата Иоан, Марко, Маистори. Од ова произлегува дека архиерејскиот трон го изработиле двајцата мајстори Јован и Марко, најверојатно од охридските занаетчии. Тронот на Прохор по својот изглед и декорација не се разликува од другите средновековни архиерејски тронови употребувани на Балканот, зашто ни потврдуваат примерите на фреските во средновековните цркви. Архиерејскиот трон на архиепископот Прохор е изработен од ореово дрво и е украсен во инкрустација со употреба на коска, со геометриски форми, како и со украсни елементи од орев, костеново дрво и цреша, изведени на челната страна од тронот. Ваквата декорација носи свое потекло од коптите, Египет и Сирија. Сиот трон е украсен со розети, ѕвезди, ромбови и крстови. Други декоративни елементи се токарените колонки во повеќе хоризонтални појаси. Тронот на архиепископот Прохор представува репрезентативно уметничко дело, порачан за охридскиот архиереј на тогашниот најзначаен православен центар на Балканот, градот Охрид. На залезот на 19-тиот век, а со тоа и на мјачкото копаничарство, браќата Јаким и Нестор Тодорови од родот Огњановци, од селото Гари, го изработиле архиерејскиот трон за црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид и покрај тоа што веќе го имала тронот на архиепископот Прохор. Во долниот дел на тронот, авторите резбари оставиле два записа кои гласат: Издолбание из руки Јакима и Нестора Тодорови, рекали село Гаре. А вториот надпис гласи: Сеја трон из Делбај влета 1895, мај 20. Тронот ги има сите карактеристики како и другите од 19-тиот век.
Se smeta дека мјачките копаничари, на чело со Петре Филиповиќ Гарката, ја искажале сета своја виртуозност во манастирот Свети Јован Бигорски. Покрај прекрасниот иконостас, во исто време ги работеле и резбите на архиерејскиот трон. Најголема заслуга за овие резбарски зафати без друго имал тогашниот игумен на манастирот, архимандритот Арсение, роден во Галичник. Тој ги ангажирал најдобрите мајстори, мјачките копаничари од Маларека, од повеќе копаничарски родови, а на чие чело стоел големиот проектант на Бигорскиот иконостас и архиерејскиот трон, Петре Гарката од мјачкото село Гари. Тој со своите соработници мајстори, калфи и чираци, фигуративно во резба ги представил ликовите на авторите на самиот иконостас во манастирот Свети Бигорски, а истото го направил и на иконостасот во црквата Свети Спас во Скопје. Гарката, Макарije Фрчковски, Димитар Станишев, Аврам Филипов, сите од малореканските села, се автори на повеќе иконостаси и други резбарски дела низ Балканскиот полуостров, работејки низ целиот 19 век. Насекаде каде што мјачките копаничари изработувале иконостаси, истовремено изработувале и архиерејски тронови. А овде, во Бигорскиот манастир, покрај архиерејски, изработиле и игуменски трон, наменет најверојатно за тогашниот игумен на манастирот, архимандритот Арсение. На овој трон има поставено и една икона на Богородица со Исус Христос и ликот на Арсение, кој е прикажан приклонет кон Христа, со пригоден текст кој гласи: Господи Исусе Христе, Боже наш, молитва ми пресветија своја, матери и свјата го Јоана Претеча, покри, соблюди и сохрани свјата го обител сеј, им негрешна го игумена Арсенија со братја ми, до века амин. 1833, Мартија 30, ден писал Смирении Даниил Монах, син Михаил Зограф. Челната страна на тронот богато е украсена. Најдолу, на основата на тронот, лежат два лава со отворени челусти, омилен мотив кај мјачките копаничари, кои го викале Арслан. Лавот представува стар мотив во христијанско-православната уметност, која символизира силата, а на троновите употребен само како украсен елемент. Над лавовите се представени два елена, со исправени глави и многу реалистички изведени од страна на копаничарите. Убавата декорација на челната страна од тронот се две фигури на ѓакони изработени во цел раст, облечени во долги одежди. Погоре пак се два лава и две змии, кои ги касаат лавовите во борба. Тука е искажана приказната за лукавството на змијата, како посилно од силата на лавот. Над седиштето е иконата на Исус Христос, представен како вседржител и како седи на трон во фронтална поза. Лево и десно од седиштето, тронот е украсен со ангели. Прикажани им се само главите и крилјата, потоа птици, дивокози и други животни.
Во горниот дел од тронот е полукружен фриз, со изведени во резба цветови од питоми ружи, нарциси и друго. На средината од корнизот се два ангела, кои со едната рака ја држат круната, а со другата свират на фанфари. Завршницата на тронот е со купола, исто така исполнета со мотиви од билна орнаментика. Тронот има богата резбана декорација од страните. На десната страна е представен во резба архиереј кој седи на трон со круна на главата и со архиерејска патерица. Над представениот архиереј надлетува ангел кој е прикажан во силен реалистичен потег, како што тоа умееле да го изработат мијачките копаничари. На другата страна од тронот е представен исто така архиереј кој седи на трон. Лево и десно од него се по една фигура на ѓакони со долги одежди, а во десната рака држат кадилници. Преостанатите делови од архиерејскиот трон се исполнети со резбарии каде што се доминантни лисја, цветови, животни и птици. Архиерејски трон во црквата Свето Благовештение во Прилеп. Него го сметаме за врвно резбарско дело на Петре Филиповиќ Гарката. Без друго дека има сличности со оние во црквата Свети Спас и манастирот Бигорски. Но овој архиерејски трон во црквата Свето Благовештение во Прилеп е изработен со најсуптилни линии на форми и мотиви и реалистично и богато украсен. Сев ова може би се должи затоа што е последно дело од неговиот творечки живот. Обработката на архиерејскиот трон во оваа црква ги манифестира високите уметнички квалитети кога ги прикажува растителните мотиви, животинските и човечките фигури. Борбата на лавот со змијата на овој трон е прикажана најдолу, при основата на тронот. Можне види се прикажани ламјите, исправени и со отворени усти. Челната страна е исполнета со птица Феникс, со фигура на ѓакон со стихар врака, во цел раст и лав.
Страните на архиерејскиот трон ги исполнуваат лисја, цветови, птици, а на средината е глава на херувим, поставен во медаљон, наоколу украсен со перлест астрагал. Покрај представата на Елен и птица, доминира фигурата на евангелистот Марко, со прикажаниот во резба негов символ, фигура на лав. Тронот во горниот дел на челната страна е изведен во прекрасна копаница, со представи на аглите, птици феникс, со нишки во клунот, кои го навестуваат новото раѓање на животот. Најгорниот дел на тронот го краси купола со богато декорирани страни, разделени со гирланди. Вакви архиерејски тронови ќе се изработуваат низ целиот 19 век. Делото на Петре Филиповиќ ќе го продолжи неговиот зет Димитар Станишев, кој изработил повеќе архиерејски тронови во Македонија. Радовиш, Штип, Охрид и така натаму. Архиерејски тронови ќе изработуваат и други резбарски тајфи од родот на Фрчковци, Филиповци, Рензовци и многу други, кои работеле не само во Македонија, туку и во Бугарија, Албанија, на Косово и во егејскиот дел на Македонија.